И еве сме во вториот дел од емисијата Неделен микс. На моје големо задоволство ќе има можност да разговарам за еден прекрасен спорт, многу елегантен и спорт кој што е многу застапен кај нас, и кога станува збор за жените, и кога станува збор за мажите. А нагости ми доаѓа капитен на женската сениорска одбојкарска репрезентација на Македонија. Таа е една од најискусните одбојкарки во тимот и е вистински лидер на помладите девојки. Подетално за самата одбојка како спорт, но и за незината одбојкарска кариера. Во продолжение ќе имам можност да поразговарам со Емилија Попјордановска. Емилија, добре ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Ти благодарам и тебе што ни гостуваш во неделниот микс. Можеме да придеме на ти, бидејќи сме тука генерацијски. Да. Па кажи ни еве за почеток, од кога започна љубовта кон одбојката? Така, јас започнав да се занимавам со одбојка уште од 12 годишна возраст и сега веќе 20 години активно играм и учествувам на сите надпреварувања во сите категории, така што стигнавме еве и до сениорската репрезентација со повторна активација да учествуваме на европски надпреварувања. Што е одлично, а ти исто така имаш играно во клубови како на пример Работнички Скопје, Вардар Скопје, Струмица исто така, и играш на позиција либеро, односно одбрана. Па сега еве мене на гледачите кои што толку многу не се разбираме во овој спорт, кажи ни што всушност значи твојата позиција? Така, либерото е задолжено за одбраната, најчесто прием на сервис, нели, одбрана во терен. Сите оние атрактивни потези најчесто доаѓаат и од либерото. Се работи за играч во различна боја на дрес. Така наједноставно го објаснуваме на некој што прв пат го гледа овој спорт. Сепак е позиција каде што не правиш поени, но се радуваш и работиш тимски за секој еден поен да биде успешен и тимски да се извојува таа победа или доста одговорна позиција може да се каже, затоа што сепак многу важно е, нели, од задниот дел топката како ќе се движи, па ти да одбраниш, така нели? Така, одбојката е секако брз спорт, бара брза реакција и еден играч може да има само еден допир со топката, така што приемот на сервис или одбраната од напад доаѓа токму од задниот ред најчесто и потоа техничарот е тој што ја дистрибуира топката за да имаме успешен напад. Секако дека мора да има една убава композиција и да кажам сето мора да функционира како саат за да биде успешен еден напад и да има голема комуникација меѓу соиграчите за да биде тоа да изгледа како што треба. Да, тимот е апсолутно најважен, а колку постои сплотеност во нашата репрезентација, еве кога станува збор женската екипа. Така, нормално дека кога се доаѓа да се игра за репрезентација, се знае дека се игра за Македонија, се игра за националниот дрес, што представува огромна чест и задоволство на секој играч. Сметам дека секој доаѓа со желба да победи, да го даде своето најдобро издание и да се покаже во најдобро светло. Сплотеноста е присутна и нормално дека така е единствен начин на кој може да се функционира во еден тим, па и нормално во една репрезентација, бидејќи секако се работи за тимски спорт, каде што пријателството, почитта, соработката, помошта во терен и надвор од терен мора да постои. Тоа е еден клучен фактор. Така е. А ти, освен во Македонија, исто така имаш и играно и во Романија, имаш интернационално искуство во Романија и во Косово. Што значеше за тебе како помлада да заминеш сама во овие земји и да се надпреваруваш, да сепак тоа претпоставувам и голем предизвик како еден млад човек да во едно сосема ново искуство влезе буквално? Така, тоа дефинитивно беше предизвик за мене. Секако тука во Македонија имаше еден период каде што на некој начин стагнираше одбојката. Јас секако сакав да излезам од границите на Македонија и да пробам нешто поквалитетно можеби во тој период. Затоа се одлучив на таков чекор и нормално на секој играч му е предизвик да отиде во некоја друга земја, да проба да игра и да го осети тој професионален пристап кон спортот, одбојката конкретно. Дефинитивно
ќе го издвојам Романија како посебно искуство, бидејќи таму навистина се работеше професионално, тој еден начин на живот беше доста поразличен од тоа што споредбено можам да кажам во Македонија. Можеби се уште женските клубови не функционираат на тој начин, но се надевам дека во иднина ќе го видиме тоа во што поголем број од клубовите во нашата земја. Ми се чини дека последниве години одбојкарската федерација става сериозен акцент и кога станува збор машката и женската одбојка од 2020-2021 година се работи со план и програма, може да кажам по детално и ете како и машката репрезентација, така и женската, вие сте дел од квалификацијски циклуси за европските првенства, како исто така и настапувате и за Европската лига. Па колку си ти задоволна од она што ете во последно време се случува во овој спорт кај нас? Јас можам да кажам дека сум задоволна и сум навистина благодарна на сите оние што се активираа во тој сегмент да се врати повторно женската сениорска репрезентација на сцена, а сето тоа е поттикнато можеби и од најмладите категории, каде што навистина гледаме дека има голема масовност во овој спорт. И навистина треба да се работи за да добиеме квалитет во тој дел. Ќе кажам дека од секогаш сме учествувале на балкански првенства со младински категории, кадетски, пионерски и младински, но сениорската репрезентација е некој посериозен пристап и токму тоа што одбојкарската федерација овој пат дава голем акцент на тоа, ми представува големо задоволство и навистина ме радува. И најмасовен спорт е одбојката кај нас со две лиги, прва и втора, кои бројат 20 на клубови плюс младински школи, но имаме ли квалитет во сиот тој квантитет? Мислам дека се работи во последниве години поготово да се издвојат токму оние најперспективни играчи, да се работи од најрана возраст со децата, да се работи на техника и сето тоа е поддржано нормално од тренерите, од родителите, од федерацијата, Министерство за спорт, сите засегнати страни треба заедно да работиме за да од тој квантитет извадиме добар квалитет и понатака да имаме големи успеси во женската одбојка. Се става значи сепак акцент на женската одбојка во последно време, што е многу важно. А летово во Македонија женската репрезентација по втор пат во својата историја ќе биде дел од Сребрената Европска лига. Подготовките стартуваат многу наскоро на 15 мај во Струмица. Вие ќе бидете во друштво на земјите како што се Австрија, Швајцарија, Летонија, Грузија, Луксембург и така натаму. Сега што значи таа Сребрена Европска лига? Зошто е толку важна што ќе се одржува кај нас? Пред се, бидејќи имавме период каде што одбојката во Македонија, значи женската одбојка, не постоеше на европската карта, да кажеме, бидејќи долги години немавме настапи во Европската лига и целиот тој проект што се започна пред 3 години да се појавиме најпрво на медитеранските игри во Алжир, а потоа да учествуваме на Сребрената лига и во евроквалификациите е навистина голем чекор и е голема мотивација за сите оние што се занимаваат со овој спорт, дека има простор за напредување и да се стигне во таа селекција да се игра. Европската лига е висок ранг, каде што нормално тука се поделени на сребрена и на златна лига. Ние сме во група со земјите кои ги набројавте. Оваа година искрено се надевам дека ќе оствариме некои победи и успеси за Македонија и дека се ова ќе вроди со плод во идните години. Да, и навистина многу ќе ни значи нас како репрезентација, како земја по поразите од Грција и Австрија во првите меѓусебни дуели. Факт е дека се минимални шансите за пласман на европско првенство, но кои се очекувањата од тие дуели? Очекувањата моментално сега сме фокусирани на Сребрената лига, бидејќи тоа е првиот циклус кој ќе се одигра. Тоа се 3 турнири што ќе се играат во Струмица од 30 мај па до 15 јуни. Сега се работи за 3 турнири, каде што првиот го играме како домаќини во Струмица, потоа одиме на Фарски острови и третиот турнир требаше да биде домаќин Израел, но поради војно-политички состојби ќе се одигра кај нас во Струмица. Они ќе си бидат организатори, така што имаме прилика навистина пред наша публика да играме 2 турнири, односно 4 надпревари, на кои што верувам дека минимум 2 победи имаме простор да оствариме и тоа
доста ми дава онака мотивација да излеземе во најдобро светло. Така токму пред наша публика. И какво е чувството да се игра пред наша публика? Ете, имаш играно и во други земји, но дали е посебна возбудата кога пред своите се игра? Посебна е возбудата дефинитивно со самото слушање на нашата химна пред почеток на надпреварот се буди таа позитивна трема и возбуда. Така што верувам дека со громогласна публика, бидејќи во Струмица очекувам дека ќе дојдат во голем број, таму популарен е овој спорт и верувам дека сите љубители на одбојката ќе присуствуваат да не бодрат и да се радуваме заедно на победи. Многу значи таа поддршка која публиката ви ја дава секако и јавноста и токму затоа и те поканив денеска во неделниот микс да позборуваме за овој спорт и да некако ве поттикнеме уште повеќе и за следните ваши надпреварувања да ви дадеме поддршка секако за подобри пласмани. Што нешто тебе те фасцинира кај овој спорт? Претходно имаш играно и други спортови како помалечка, но сепак се ја одбра одбојката. Што е она што те фасцинира, како што спомнав, кај одбојката? Секогаш одбојката важела за еден елегантен спорт, дефинитивно најубав за женски развој на тело, нели елегантно делува, тоа се динамични движења, но сепак нема директен контакт со противникот и тоа е еден голем плюс да кажам. Играта е брза, се работи за читање на противникот, дел од секунда имаш да изреагираш и како што кажав имаш само еден контакт со топката, следниот веќе е на друг играч. Сето тоа мора да биде една убава композиција за да изгледа како што треба. Така е. Како е кај нас кога станува збор најмладите? Има ли интерес за најмаличките да почнат да се занимаваат со овој спорт? Да, кај нас како што кажавме, одбојката во нашата земја е најмасовен кај женските и навистина од најрана возраст дури гледам дека од 7-8 годишна возраст веќе родителите сакаат да ги запишуваат на овој спорт. Колку од нив ќе останат, нели, сепак влијаат многу фактори. Ќе кажам дека тука голема улога игра родителскиот аспект и нивната поддршка, затоа што јас знам од своја гледна точка дека моите родители ме поддржувале од најрана возраст и навистина се број еден фанови за мене, што навистина нивната поддршка и тоа што се радуваат на моите успеси, можеби и повеќе од самата себе, ме радува и ме мотивира да останам во одбојката, дали ќе биде тоа како играч, понатака на некоја друга позиција. Сметам дека освен родителите, тука се училишните спортови, самите професори по физичко, тренерите во клубовите, одбојкарската федерација, Министерство за спорт, па дури ќе кажам и државата треба да најде начин да ги мотивира фирмите за спонзорства, за сето тоа да може да оди во нагорна линија, како што прават и другите европски земји. Бидејќи вие сте амбасадори на Македонија. Така. Секако спортистите, уметниците, несомнено. Како што спомнавме, ти си капитен на женската сениорска одбојкарска репрезентација и верувам дека и самата, да кажам, титула, односно функција која што извршуваш е предизвикувачка, не е туку едноставно. Се очекува од тебе многу, па беше ли тешко да се прифати? Сигурно задоволство, апсолутно, меѓутоа и одговорност. Така е. Со секоја лидерска позиција си носи голема одговорност. Нормално дека капитенот е тој што го води тимот и се труди се да биде во најдобар ред. Буквално таа енергија во тимот е многу битна и сметам дека капитенот е тој што ја води целата екипа во текот на тренажниот процес, кога и не е толку лесно, на самите надпревари и кога се губи, кога се победува. Сметам дека мојата поддршка за секој еден играч е важна. Нормално тоа го добивам како фидбек и од моите соиграчи. И да спомна дека не е секогаш лесно, некогаш и се губи, некогаш се победува. И како е кога се губи? Сигурно треба доста и психички да сме цврсти, да сме јаки, дека тоа е само момент, дека ќе помине. Меѓутоа, како се чувствуваш ти кога
губиш во одредени ситуации? Секој пораз е тежок за било кој спортист. Нормално дека ни доаѓа тешко. Сакаме да направиме нешто повеќе. Конкретно еве за мојата позиција ќе спомнам, во моментот не можеш да направиш нешто повеќе затоа што не си тој што зима поени. Тука можеш да помогнеш со одбраната, можеш да помогнеш со добар прием на сервис, но како што реков, тоа е еден круг каде што нападот треба да ја заврши акцијата, да кажеме, и доколку потфрли еден од нас, може или сите да потонеме или да се издигнеме заедно. Тука е многу битно и во пораз, и во победи, и кога водиме резултат, да сме мотивирани, и кога губиме, да знаеме да излеземе што поскоро од тој момент, како што кажете. Емилија, како може да се подобри самиот квалитет и поттикот сам на играчите во одбојката? Сметам дека токму со учеството на националниот тим, на европските надпреварувања, добиваме голема шанса да се промовираме, нормално некој нашиот квалитет да го види и препознае и да не побара да играме во некој странски клуб, како што беше случајот со неколку наши репрезентативки кои оваа година настапуваа во странство, и со самото нивно присуство во таа посилна лига, кога ќе се вратат тука, јас очекувам дека ќе имаме и поквалитетен кадар на играчи. Сметам дека во тој сегмент можеби и тренерите треба да работат на таа доедукација, за да нормално се усовршуваме, како што се бара од нас играчите, истото да се случува и со тренерите, бидејќи они се тие кои не водат низ тој тренажен процес од најрана возраст па се до овие селекции за кои говориме. Сметам дека нивниот придонес е многу битен и дека исто така се надевам дека во иднина ќе имаме и наши тренери во странство. Ете, како пример ќе кажам за нашиот селектор на машката репрезентација Јошко Миленковски, кој е тренер во Грција, Жарко Ристовски, исто така некои звучни имиња кои што се надевам дека во наредниот период ќе имаме уште поголем број наши тренери по странство. Се надам јас дека ќе биде така, и многу е важно тие размена на искуства, животот на страна, потоа кога ќе се вратат репрезентативците, секако како што спомна и ти, тоа знаење ќе го применат и тука, и начинот на игра, и самата самодоверба верувам дека ќе им се подобри на тој начин. Да. И ете да го заокружиме овој разговор, каде и како ја гледаш иднината на одбојката кога станува збор и женската и машката репрезентација? Спомнуваме многу, претпоставуваме, се надеваме дека се ќе биде подобро, меѓутоа од твој личен аспект. Мојот личен аспект е дека еве и женската репрезентација ќе ги достигне успесите на машката репрезентација. Ние некако по нивниот пример можеби сме мотивирани да ги достигнуваме тие успеси. Они веќе неколку пати се пласираа на европското првенство. Можеби ние оваа година ќе го испуштиме тој циклус со квалификациите заради загубените порази или загубените надпревари од минатата година, но фокусот, како што кажав, е на Сребрената лига. Токму тоа беа чекорите и на машката репрезентација, каде што најпрво учествува во Сребрена лига, потоа се пласира во Златната лига како повисок ранг, и верувам дека ние со нашите девојки можеме да го оствариме тоа во иднина. Секако се надевам на поддршка од сите претходно споменати сегменти, нели, засегнати страни, да кажам, во овој спорт, каде што ќе може да процвета, да го достигне својот максимум и да се радуваме на што поголеми успеси. Целиот тој професионален пристап како што е во странство, да биде применет и тука кај нас. Едноставно, одбојката да не биде хоби, туку да биде буквално професија, да може да се занимаваме сите оние кои што сакаме само со одбојка. Тоа би било одлично, и да не наградувате со високи пласмани, медали, пехари, и да навиваме за вас секако. Емилија, многу ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Би сакала да искористам оваа прилика да ги поканам сите што ќе бидат во можност да не поддржуваат на трибините на турнирите во Сребрената лига. Апсолутно ќе биде така. Ете, почитувани гледачи, зборувавме за преубавиот спорт одбојка. Се надевам дека уживавте во разговорот заедно со Емилија Попјордановска, а јас ќе ви се заблагодарам што бевте заедно со мене и со моите гости изминатите минути, и секако ќе ве поканам да не гледате и следниот викенд. Голем поздрав до вас и до скоро видување. Пријатно.